Народе, чуј и почуј, ова не е лек за настинка, ова не е нова вакцина, ниту нов договор за продавање име и идентитет, не е нов заем од Светската банка за крадење пари. Ова е втора сезона на Преку Тасевски шоу. Македонецот е познат по тоа што џабе работи, ама џабе не седи. Па така и јас, по милионите што ги заработи во првата сезона, мислам на гледаност, лајкови и по некоја клетва, се враќам со втора сезона во која пак сите што на народот му доаѓаат преку тасета, ќе ги ставам на масава и ќе ги исплескам по газето. Гледате, имаме ново студио, истото е донација од парите на нашите деца, кои што ги заработија од мекици, ги ставија во нивната касичка прасичка, но ние ги украдовме од тамо и успеавме него да го направиме ова што вие го гледате. Камерите пак се донација од едни прекрасни дами на кои им посакуваме само успех во животот, но и во бизнисот. Делот студиото што го гледате, мислам останатите делови, се донација од еден наш другар од Нижде, исто се презива на Ич. А телевизорот? Телевизорот што го гледавте го донесовме директ од дневната соба. Там, зип, пау. Почнуваме со плескањето. Не знам зошто ЕУ и НАТО мислеа дека Путин е блефер. Дека тоа што го зборува нема да го направи. Сега знаат дека не е блефер. Ги иматира како Боби Фишер, шах, мат. Овде само ќе кажам едно. Никој не се сити на страдањата на украинците, ама баш никој. Повеќето македонци се ситат на неспособноста и немоќта на ЕУ и НАТО кои патем се укакаа од реакцијата на Путин и неговата решителност да заштити Русија. Путин беше принуден вака да реагира. Еве и зошто. Америте 5 пати го прекршија договорот со Горбачов од 1990 година кога ветија дека НАТО нема да се проширува кон Русија. Во 5 наврати тие се проширија. Кој ќе Амер ти вети тоа е. Тоа значеше нуклеарни бази и ракети на само 150 км од Русија. Имате една војна база, да кажеме, на НАТО на 150 км од Санкт Петерсбург. Кога во 1962 година пак Хрушчов постави ракети на Куба, Америте побудале од страв. Светот беше пред атомска војна, би текнуе. Исто му беше сега и на Путин. Русија, како и секоја друга голема сила, има своји сателити и марионети кои се бафер држави пред незините граници. Таа функција ја имаше и Варшавскиот пакт на времето. Секој руски владетел, ако не е Квислинг, би реагирал исто како и Путин доколку некој се обиде да ја избрише таа тампон зона пред Русија. Но точно како дојде до војната во Украина. Народе, чуј и почуј. Во 2014 година ЦИА со помош на невладините организации и со помош на тешки манипулации вадат на улиците на Киев 200.000 луѓе незадоволни од прорускиот демократски избран лидер Јануковиќ, за кого гласаа скоро 10 милиони гласачи. Но брзо тие протести стануваат крвави кога платеници на ЦИА отвораат снајперски оган на демонстрантите и нормално за тоа е обвинет Јануковиќ и неговите органи на редот. Џабе тој се обидуваше да докаже дека украинската полиција не пукала во својот народ. ЕУ не икеше да го слуша и го обвини дека е диктатор кој мора да замине. Докажано е подоцна откако е симнат од власт дека платеници на ЦИА пукале во народот. САД потоа инсталираше своји луѓе во украинската власт. Путин се повлече зашто знаеше дека тогаш уште не е доволно моќен финансиски и не беше моќен ни воено за да започне војна и се рече чекај јас ќе се тргнам, ќе ги оставам малце америве да се тртат и нека ја одржуваат тие контролата по евентуалниот конфликт. Така ги остави САД да ја преземат Украина преку марионетска влада и да почнат да истураат пари за натоизација на Украина. И тие американците истура пари, истура, се тура. А за тоа време Путин тајно ги помагаше русите во Донбас и ги подготвуваше за она што го планира. САД тогаш почна да гради војни објекти и бази кои имаа за цел да спречат возвратен удар, доколку еден ден САД ја нападне Русија со нуклеарки. Демек ние вас ќе ве гаѓаме, ама вие да немате време нас да ни вратите. Путин ова добро го знаеше и почна да го опоменува светот. Знаеме што правите, тавариши, престанете, па тоа нема да го дозволиме. Последен пат ги замоли да не го прават тоа на 21 декември 2021 година. Ама тогаш америте се направија глуви. И тие продолжија да си тераат по своето, истура уште пари во натоизација на Украина, и тура.
Ама украинците почнаа да ја губат контролата врз Донбас. Путин тогаш го повлече најсериозниот потек. Боби Фишер направи референдум на Крим, на кој 95% од народот се изјасни дека сака со Русија. И тогаш почна востанието на русите од Донбас, откако во Одеса се случи масакрот на 80 руси кои се живи запалени во еден објект од украински националисти. Украинците се неспособни да воспостават контрола на Донбас со целата американска помош. Се создадоа линии на раздвојување, Украина ја изгуби целовитоста и тоа траеше со години. Потоа украинците беа бесно подбуцнати од САД да им одземат одредени уставни права на русите и тогаш украинците им забранија на русите употреба на руски јазик. Замислете ние овде на албанциве да им забраниме употреба на албански јазик. И америте тогаш сваќаа дека џабе истураат пари ако украинците не го повратат Донбас и како нецеловити со одцепен Крим зад грбот, не може да ги тура такви во НАТО. И тогаш америте почнаа да ги притискаат украинците. Заземете го пак Донбас, заземете го Донбас. Удри на тоа русите, удри, тоа нека ви биде прв чекор пред да удриме на Крим. Удрете по русите, инаку нема веќе пари да ви даме. Удри по русите, удри. И овие тогаш им поверуваа на американците и распоредија 60.000 војници околу Донбас со намера нели да ги нападнат. И тука почнаа постојани напади на руското население во Донбас, кои траат цели 8 години. Ама за тоа време Путин што направи? Во 2017 година го врати целиот надворешен долг на Русија уште од советско време и ја стави Русија на здрави нозе. И руската економија и воената машинерија. И конечно беше спремен да удри. И ги удри. И кога ги удри, им го исклучи светлото у глава, нема светло. И тоа знаете кога ги удри? Кога никој не го земаше за сериозно дека ќе ги удри. Иако им кажуваше со години, ќе ве удрам, берете памет. ЕУ, НАТО и САД сега се во шок и треба да бидат у шок. Прво тоа што ги удри, нели, кој ќе те удри Путин, тоа удрена. И второ, од тоа што наместо да удри тамо во Донбас кај што сите го чекаат да удри, тој презема тотален напад на Украина од повеќе страни. И за 60 часа прегази 70% од Украина и стигна до Киев, нели, и до Одеса. Да, паниката на ЕУ и НАТО беше апла видлива. Џабе се обидуваа да ја скријат со дерење. Путин е лош! Ние сме ангелцињата! Путин е лош! Ние сме ангелцињата! За оваа војна се виновни само САД. Тука нема дилеми. Само лоше ја проценија силата и решителноста на Путин. Затоа сега врескаат ко теткици. Добре дојдовте во новиот свет на новата блоковска поделеност. Редно беше, ќе речам. Студената војна се врати и добро е што се врати. Од и тогаш светот беше побезбеден и ќе биде уште побезбеден ако стане полицентричен, а не ваков еднодимензионален и никаков. Америте од Путин добија да запамче воспитна шлаканица. Сега ќе мора малку да прилегнат и да размислат како понатаму со светот и во светот. Државата, тоа е Дуи. Ова на сите треба да ни е јасно. Че стајам тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ми ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ми ја одгризаа главата. Замислете, сега Дуи со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе, кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Каков резил сте бе! Ќурка кога ве води и не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански така? Путин не е дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бајдека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните.
Пренесете му го на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш, ви тврдам, отврдо да не станете. Скопјани се чудни луѓе. Живеат на изгор лето и кочан зима. И веројатно оттаму имаат свое специфично доживување за случувањата околу себе. Вчера баш ме сретнува еден стар пријател од Пајко Мало и ми вика: Сашо, дали знаеш дека овој господин Ташњаревиќ маме еба на све? Кој? Кој? Абе, господин Ташњаревиќ, бе, Сашо, овој Ташњаревиќ. Порано го имаше само на фудбал, кога судијата судеше пенал, што никој не го гледа. Ама сега ги опфати сите судии. И од општински, и апелационен, преку Врховен и Уставен суд. И во Управен суд го има. Абе, лом направи Ташњаревиќ, бе. Никој ништо не му може. Се газат луѓе на пешачки, се силуваат и тепат жени, се менува име на држава, се краде, се лаже. Цвета урбана мафија, никој ништо не им може на криминалците. Погоди, зошто? Ја викам, зошто бе човек? Абе, затоа што другар име господин Ташњаревиќ, бе, Сашо. Господинот се решава у корист на криминалот и ајдуците. Абе, тој Ташњаревиќ да не е србин, му викам, Србин да не е тој? Не бе, вика, каков србин, бе? Абе, во Скопје е познат као таков, ама го знаат и као Ташнари, Ташнарев, Ташнарковски, Ташнаридис, Ташнев и уште како не. А има, бе, му викам, тој нешто име, викам, вака, оригинал? Како не, бе, вика, име? Колку сакаш има имења? Ко мексиканеце? Луј Витон, Мито, Корумпиранов, Рекетаров, Диаванта, Уплико, Ташњаревиќ. Викам, значи он е главен за све, бе. Па со кој се дружи, бе? Абе, викаа дека со премиери возел мотор, со доктори играл карти у Хонг-Конг, со министри јадел бурек у Триса Бајле, со зелени политичари местел тендери, со уставни судии мочал у ист писоар наречен Македонија, со тајкуни купувал плацови, со вратари делел кеш, со пратеници седел у бункер додека размислувале за европската иднина на земјава. Му викам, тој Ташњаревиќ има ли, бе, викам, фамилија, Да му дам фамилијата, бе, тој бил чудо, бе. Има, вика, има, кај него у фамилија се троа станови, троа дуќани, нешто ситни деца има у Мерцедеси и БМВ-ња, ама има и неколку братучетки, мислам, актерки кои се здружени онака за снимање. А мислиш медицински сестри за плуќа снимање? Па не сега баш за плуќа, малку се подоле од плуќа, мислам 2 педи подоле од плуќата. Ама пак е со тест за плуќа, се дува, се снима и после пациентот му се јавува на господинот Ташњаревиќ да му ја наполни торбата, нели? Нешто као Коледа, ама за плюс 18. И што да правиме сега? Има ли чаре за тој Ташњаревиќ? Има, вика другар. Има чаре. Да се оцелиме сите во Шведска, во Данска, во Норвешка. Таму е ладно. Таму му е ладно уствари на него, тој не смее да дојде, затоа младиве сите таму си отидоа. Чекај, му викам. Па нели ние сме северна, како кај нас вирее тој Ташњаревиќ ако е ладно? Види, ние не сме на ладно како нив, ние сме само оладени углаите. Ај, чао, отидов ја да се видам со него, син ми има испит за полагање на факултет. Зари ти, бе, сине, бруте, си викам со Ташњаревиќ, а? И си го фатив патот, да ви кажам, за Шведска. Мори, Славјанки, не знам кој те правил, ама не се истакнал. Тоа што твојата земја е во НАТО не те обврзува да даваш смешни изјави за глобални безбедносни теми за кои немаш елементарно познавање. Велам смешни затоа што никој ништо не те прашува, а зборуваш. Дел си од најподаничката власт на која и се подсмева цела Европа. Власт која надворешната политика ја води од клечачка поза. Власт која уште верува дека со клечење ќе се одржи и ќе реши нешто. И ти, Славјанке, најде да коментираш за руската надворешна политика кон соседите и нивните реакции на непристојната дистанца на која им се доближи НАТО и воените закани кои им ги упатува веќе 2 децении. Славјанке, па твојата земја ја викнаа во НАТО да ја праќаат по бурек додека носат отлуки со станочат. Не ве есапат за живи тамо. Тука е рекоја бар нешто да им дадеме кога веќе сменија име. На квиснизи никој не им верува, Славјанке, затоа и не сте вклучени во носењето на клучни одлуки и планови во НАТО. Па кажи дека ве бркале од состаноците таму кога носеле некои потајни одлуки.
Па не е ова лажна вест, така Славјанке? Знам што зборам. Добро де, ајде, еве, не ве бркале, туку љубезно ве отстранувале. Ај сега вие таму излезете малце на едно цигарче надвор. Па не ви веруваат ни тамове. Затоа нема безбедносни сертификати за вас. Предавниците секој ги презира. И ти најде да зборуваш за Русија. Ама ли Славјанке? Еден Наполеон се заеба со русите. Мислеше ќе лигави Жозефина меѓу нозе, je t'aime, voulez-vous coucher avec moi ce soir, и умеѓу време ќе се тепа со русите. Маме му е баанала дога. Па неговите војници пишувале после во своите мемуари. Абе, ние од студ не можевме да се помрднеме, цензавме во циври, а тие русите пред нас играа казачоки не бодеа со бајонети. Абе, Хитлер исто се заеба, Славјанке. Хитлер си рече, ке си ја клецкаме Ева Браун, ке си убивам евреи, ке им влезам на русите во Москва, а се случи обратното. Русите му влегоа дома во Берлин, а гордите нацисти и германци се молеа да ги заробат американци или англичани само за да не паднат во руски раце. Се одмаздувале најсвирепо за да наплатат за 25 милиони загинати, зашто на Хитлер му прдна да ги окупира. Абе, 25 милиони руси загинаа за да си одбранат татковината. Третина од сите загинати во светот во таа војна. Дали разбираш? И ти, бре, Славјанке, најде да им се обратиш на русите, ние се на тоа, ние се на тоа. Дај, бре, чути жено, тамо лакирај ногти, гледај у таван, излези на тебе само ако купиш нови униформи и нови гаќи за војската. Толку! Тоа беше се за денес, народе. Се гледаме за неколку дена. И најважно, не заборавајте да се зачлените во каналот. Бесплатно е. Да ставите допаѓање на видеото и да го споделите видеото секаде каде што можете, затоа што овие видеа зборуваат наместо вас. А ако не ви се допаѓа ова што го работиме, многу ми е гајле. Гледајте го следното, може тоа ќе ви се допадне, па јас на крајот на криштата не сум Здравко Чолич, па сите да ме сакате. Се гледаме.